Бојан Јовановски, Боки 13-ка, првоосомничен во случајот рекет, бара да биде префрлен во болница поради компликации од хируршки зафат и влошено здравје. Неговиот адвокат Сашо Дуковски денеска на јавната седница на апелација, каде се одлучува по жалбата за продолжување на притворот, достави медицинска документација која ги потврдува наодите на Јовановски. Јовановски, обраќајќи се до судиите, кажа дека иако физички изгледа добро и е во добра психичка состојба, тој се соочува со сериозни здравствени проблеми. Прегледите покажале дека тој имал пресечен нерв на желудникот при последниот хируршки зафат, поради кој често повраќал. Исто така тој додаде и дека имал проблеми со кичмата и со белите дробови. Сепак не се пожали на третманот во затвор. Видовте вие дека на крај ја кажав здравствената состојба. Значи не ни беше главната теза дека бараме да биде пуштен од притвор заради здравствената состојба. Туку напротив рековме дека не стојат околностите, опасност од бегство и повторување на делото. Здравствената состојба секако ја спомнавме како факт кој што е нотарен и он се наоѓа во животно загрозувачка состојба. Бојан Јовановски пред апелационите судии вети дека нема да бега, бидејќи како што кажа, живее да ја докаже својата невиност за случајот рекет и најави дека ќе учествува во фер кривична постапка. Апелацискиот суд има рок од неколку дена да одлучи по жалбата на Јовановски. По седницата, тој и неговиот адвокат продолжија во обвинителството за гонење на организиран криминал, каде вршеа увид во доказите кои Русковска и незиниот тим ги имаат собрано. Вештачењето е завршено, но за сега нема најава кога Јовановски ќе даде исказ. Завршува истрага, а докази се уште гледаме у рокот од 15 дена. Најблаго речено, малку чудна ситуација, но таква е. Обвинителството минатиот понеделник соопшти дека истрагата која се однесува на рекетирањето на бизнисменот Орце Камчев е завршена. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски, Огнен Чанчаревиќ.